Здраво, 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 другари! Здраво. Јас сум џуџето Звонко. Мило ми е. Дали сте добри дечиња? Да. Ајде ќе почнеме со вашите имиња. Како се викаш ти? Настија. Прекрасно име. Како се викаш ти? Софија. Прекрасни имиња за вакви убавици. Вака сега наши другарчиња да ви објаснам. Ова е втората епизода од големи и мали разговори. И тука ќе поставуваме многу големи разговори, големи прашања и првото прашање оди вака. Дали постои дедомраз? Да. Толку сигурно знаете. Сте го виделе? Не, ама видя снег. Јас ке идам во Лапонија. А што е Лапонија? Град. Каков град? Дали тоа е градот на Дедомраз? Да. Па тоа е градот на Дедомраз, Лапонија, дечиња. Да. Кажете ми, дечиња, вака. Дали Дедомраз носи играчки на лоши дечиња? Не. Не. Носи играчки само на добри дечиња. Да. Да. Ајде вака со следното прашање. Дали дечиња знаете што е Божич? Некој? Ја. Ајде повели. Добар е и како Уште еднаш. Што е Божич? Божи е Господ. Господ? Да. Да. Не знаев. И е добар. Значи Господ е добар. Да. Добро. Па кажете ми, дечиња, што сакате добро да понесете со себе во новата година, а да оставите во старата? Еве повели ти. Не. Сигурно има нешто. А не знам ни ја, а ти? Ние не знам. Па не знаеме никој од нас ништо, а знаеме, а не знаеме, Кажете ми, дечиња, дали добрите дечиња ќе добијат подароци? Да. Да, од кој? Од Дедомраз. Од Дедомраз. А кажете ми, Дедомраз, како Дедомраз доаѓа до кај нас? Со санка. Да. Со санка. Што лети. Лета санката. Не, лета со ирвас. Со ирвас. А што е ирвас, дечиња? Елен ли е тоа? Да. Елен со рогови големи. И како тоа лета? Не знам ни ја. Не знам. Добро. Кажете ми вака, дечиња, а всушност Дедомраз им ги исполнува сите желби на сите дечиња, така? Епа, тогаш, кому ги исполнува желбите на Дедомраз? Џуџи. Џуџињата? Да. Да. Ви благодарам многу, другари. Ова беше уште една прекрасна маестрална епизода од нашите мали и големи разговори. Ако може да ги испратиме нашите другарчиња и да им посакаме да имаат убава и среќна нова година. Среќна нека ви е новата година. Чао, дечиња. Ве сакаме. Да. Дали знаете дека екранизмот всушност представува состојба на детскиот развој во модерното време? Размислете околу тоа и намалите ги користењето на екраните кај децата.